3 години од големиот пожар на Струмица во кој настрадаа 4 лица. Најблиските на загинатите немаат никаков одговор кој е одговорен за големата трагедија која се закануваше на градот. Тие денеска се поклонија пред споменикот во налик на 4 птици, како символ на нивната пожртвуваност да се спаси градот од огромните пламени јазици. Братот на Војо, Ванчо Грклјанов, тврди дека некој сака да го забошоти овој случај. Не може да знаеш ништо, пошто никој не окривија, всичко заташка. И нема никој крив фактички. Таа работа. Болката е голема. Болката е голема, само на мен ми е брат Војо. Само искривија ѓупката. Демек другите се прави. Но нема никаков епилог. Не, нема ништо. Треба да се тожуваме, не знам што да правам. Нема ништо подмерено до себе. Како што слушавме, тоа било доста опасно, доста страшно, но сепак они бранеле што се бранеле и не може да се спасат. Војо Грклјанов од Велјуса и браќата Блажо Стојков и Пено Стојанов од Трич како вработени на јавното претпријатие Македонски шуми, но и Мите Ѓоргиев од Струмица настрадаа во борбата со пламените јазици кои беснеа над градот. Струмичани треба да им бидат благодарни, кажа председателот на Советот Јосиф Христов. Струмица вешто ќе ги памети имињата на браќите Блажо Стојков и Пено Стојанов од Рич, Мити Ѓоргиев од Струмица и Војо Грклјанов од Велјус, кои храбро се бореа со огнената стихија и со надчовечки напори се обидуваа да спречат огнените јазици да ги зафатат и куќите од горниот дел на градот. Таа нивна храброст и пожртвуваност за жал ја платија со нивните човечки животи. Секој граѓанин треба да им биде благодарен за сето она што тие го сторија, а на сите нас трагичниот настан од 23 јули 2012 година треба да ни биде голема помена. Пред 3 години, на 23 јули, над Струмица избувна пожар кој се прошири на поголемиот дел од Ридот. 4 лица загинаа, а 11 беа повредени во борбата со огнената стихија.